Добар ден, ученици! Денес ќе зборуваме за монохибридно вкрстување во генетиката. Оваа е лекција по биологија наменета за учениците од 9-то оделение. Што е монохибридно вкрстување? Монохибридно вкрстување представува метод на проучување на една наследна особина помеѓу два различни индивидуални организми. Со други зборови, тоа е вкрстување на гените од едниот родител со гените од другиот родител, при што се добива нова генерација што има слични или исти карактеристики со родителите. Исто така може да се каже дека монохибридно вкрстување е спарување на две единки со различни форми на алел од еден ген. Грегор Мендел, таткото на класичната генетика, прв успешно го извел овој метод. Тој го проучувал грашокот и преку монохибридното вкрстување ја разбрал разликата помеѓу доминантните и рецесивните гени и како тие се изразуваат. Пред да продолжиме понатаму, да повториме и научиме неколку поими. Гени се носители на наследни информации што одредуваат некои од карактеристиките на организмот. Секоја новосоздадена единка за секоја своја особина има по два гена. Едниот ген е наследен од мајката, а другиот од таткото. Гените можат да бидат доминантни и рецесивни. Доминантен ген е тој ген што носи информација за особина што е изразена кај новата единка. Рецесивен или скриен ген е генот кој го има во клетката, но неговата особина не е дојдена до израз, што не значи дека во наредните поколенија нема да дојде до израз. А сега да видиме што се тоа алели. Алел представува алтернативна форма на еден ген. Секој ген обично има по две алтернативни форми, но има случаи и на гени кои имаат повеќе алели или своји алтернативни форми. Во секој пар на хомологни хромосоми обично постојат по два алела или две алтернативни форми за секој даден ген. Така што алелот може да се смета за една половина на генот. Овде од левата страна имате хомологен пар на хромозоми или еден пар на хомологни хромозоми кои што целосно си одговараат. Гледате дека со сини квадратчиња е обележено местото каде што се наоѓа некој алел или некоја алтернативна форма за некој ген кој што одредува дадена особина. Од едниот хромозом имаме еден таков алел или една таква алтернативна форма и од другиот хромозом исто така имаме друг алел или друга алтернативна форма на тој ген.
Да дадеме сега примери. Првиот пример. Имаме докази дека дури 16 различни гени би можеле да бидат одговорни за бојата на очите кај луѓето. Сепак, главните два гена, односно алел за сина боја на очи и алел за црна или кафеава боја на очи, кои се поврзани со варијации во бојата на очите, се ОЦА2 и HERC2, при што и двата се локализирани во хромозомите од 15-тиот пар на хомологни хромозоми. Овој пример на сликава би можел да биде пример за боја на очи. Значи, едниот алел или едната варијација, едната алтернативна форма на генот за боја, например за сина боја, детето го има наследено од едниот родител, например таткото, а другиот алел или другата алтернативна форма за боја на очи, например кафеава боја на очи, детето го има наследено од мајката, например. Вториот пример исто така ни кажува дека повеќе од 20 гени играат улога во контролирањето на протеините, вклучени во изразувањето на бојата на косата. Протеините го активираат производството на два пигменти одговорни за бојата на косата. И тоа феомеланин, кој што е одговорен за црвена или црвенкаста боја на косата, и еумеланин, кој е одговорен за руса, кафеава и црна коса. Што се тоа хомологни хромозоми? Спарените хромозоми во еден хромозомски пар се наречени хомологни хромозоми. Исто така можеме да кажеме дека хомологни хромозоми се парови на хромозоми во јадрото на телесните, односно соматски клетки на организмот, при што едниот хромозом од тој пар на хомологни хромозоми е наследен од мајката, а другиот хромозом е наследен од таткото. Јадрото на телесните или соматски клетки од човекот има 23 пара на хомологни хромозоми или вкупно 46 хромозоми. Поточно 46 хомологни хромозоми, кои што се спарени во 23 пара. Што е тоа парентална или П-генерација? Парентална или родителска генерација, уште означена со голема латинска буква П, е првата група или сет на организми кои се скрстуваат меѓу себе за да дадат потомство. А што е тоа прва филијална или F1 генерација? Прва филијална или F1 генерација е првата генерација на организми што ја сочинуваат сите потомци кои произлегле од вкрстувањето на единките од родителската или парентална со големо П означена генерација. Значи, тоа се децата. Што е тоа втора филијална F2 генерација?
Втора филијална или F2 генерација е втората генерација на потомство што ја сочинуваат сите потомци кои произлегле од крстувањето на единките од првата филијална или F1 генерација. Значи, тоа се внуците. Од каде потекнуваат ознаките F1 за првата и F2 за втората филијална генерација? Овој израз филијална генерација води далеки корени. Има далеки корени од латинскиот јазик. На латински филиус значи син, а филија значи керка. На латински и старофранцуски јазик филиалис значи деца или потомци. Од овој збор филиалис е добиен понатаму зборот филијал или филијална во доцниот среден англиски. Па овој израз филијал означува потомство и денес се користи во генетиката. И тоа, потомството од родителската генерација се означува со F1 или прва генерација на потомство, а потомството од F1 генерацијата се означува со F2 или втора генерација на потомство, уште така наречена втора филијална генерација. Што е тоа генотип, а што фенотип? Поимите генотип и фенотип представуваат два основни термини во генетиката како наука. Генотип на организмот е збир на гени во неговата ДНК кои се одговорни за одредена особина. Додека фенотип на организмот е физичкиот израз на тие гени, например, боја на коса, на кожа, на очи или форма на коса, на очи, на нос, уши и така натаму. Фенотип може да се објасни и како вистинскиот изглед на организмот, односно збирот од сите негови особини настанати под дејство на неговиот генотип и условите на надворешната средина. Овде имаме една фотографија која дава споредба на човек со сини очи и човек со кафени или кафеави очи. Фенотип е бојата на окото. Значи, сината боја представува фенотип. Кафената боја на окото исто така представува фенотип. Меѓутоа, генотип, рековме, дека е збир на гени од неговата ДНК кои се одговорни за една особина. Кај луѓето со сина боја на очи, нивниот генотип е ББ мало. Што значи тоа? Тоа значи дека за да пројавуваат сина боја на очите, овие луѓе мора да имат наследено рецесивен ген за сина боја на очи од таткото и рецесивен ген за сина боја на очи од мајката. Кај луѓето пак со кафени очи
или чиј фенотип прикажува кафена боја на очи, велиме дека можат да бидат или хомозиготи во поглед на доминантниот ген за кафена боја на очи, или пак хетерозиготи. Што значи дека таквите луѓе кои имат кафена боја на очи може да имат два типа на генотип. Или да имаат наследено ген за кафена боја на очи од едниот родител, а рецесивен ген за сина боја на очи од другиот родител, при што доминантниот ген за кафена боја на очи доминира над рецесивниот и се пројавува во надворешноста, или пак да ги имаат наследено двата доминантни гени за кафена боја на очи и да бидат хомозиготи за кафена боја на очи. Колку видови на генотип кај организмите постојат? Постојат два вида на генотип, и тоа хетерозиготен генотип, кој се означува со големо А и мало А. Ако организмот има два различни алели за една особина, од кои едниот алел е доминантен, а другиот алел е рецесивен. Например, генотипот големо А, мало А може да означува личност која има доминантен алел, големо А, за кафени очи и рецесивен алел, мало А, за сини очи. Вториот тип е хомозиготен генотип, кој може да се означува или со две големи букви, например А големо, или со две мали букви, например А мало. И тоа е во случај ако организмот има два идентични алели за една особина. При тоа, хомозиготниот генотип може да биде хомозиготен, доминантен, значи ако ги содржи и двата доминантни гени за некоја особина, еден доминантен ген од таткото и друг доминантен ген од мајката, и хомозиготен рецесивен, ако ги содржи и двата рецесивни гени од двата родитела, односно едниот рецесивен ген за некоја особина од таткото и другиот рецесивен ген за истата таа особина од мајката. Какви можат да бидат фенотипските особини? Фенотипските особини можат да бидат квалитативни фенотипски особини, ако се одредени од еден ген или мал број на гени и надворешната средина нема никакво влијание врз нив. Например, човечките крвни групи се одредени од еден ген и тие не се менуваат од влијание на надворешната средина. Што значи, кај и да сме, нашата крвна група е таа каква што е наследена од гените на нашите родители. Вториот тип се квантитативни фенотипски особини, ако се одредени од поголем број на гени, така наречени полигени, и надворешната средина може да влијае врз нив. Например, храната може да влијае на физичкиот раст на човекот. Значи, човекот ако не добива доволно храна во неговите први фази на развој, нема да порасне висок. Исто така, сонцето влијае на бојата на кожата. Или, например, фарбите што ги купуваат припадничките на женскиот пол,
влијат на бојата на нивната коса. Како се одвива вкрстувањето? Грегор Мендел го наблюдувал и проучувал наследувањето на формата на семето од грашокот преку вкрстување на една линија од генерација, која тој ја нарекол родителска или парентална, означена со големо П, генерација, која дава мазни семиња, и друга линија која дава набрани или спрчкани семиња. А сега да видиме што направил Грегор Мендел во еден од своите експерименти со грашок. За родителска или парентална генерација, Грегор одбрал два типа на растенија грашок, од кои едниот тип давал зелени и мазни семиња, за кои подоцна Грегор претпоставил дека носат само доминантни гени за форма, а другиот тип на семиња биле зелени и збрчкани, односно зелени и набрани, за кои исто така Грегор Мендел претпоставил дека носат само рецесивни гени за форма. Во овој експеримент Грегор Мендел го проучувал наследувањето на формата кај семињата. При тоа, доминантните гени Грегор ги бележил со големи букви. Во случајот овде може со големи А, но може да се бележат и со големи Б, големи С, Д, Х, Y букви и така натаму. Рецесивните гени, бидејќи се скриени во наредното потомство, Грегор ги бележил со мали букви. Во овој случај со мало А, може и со мало Б, мало С, мало Х, мало Y и така натаму. При вкрстување на растенија кои што представуваат генетска чиста линија, бидејќи грашокот со мазни и зелени семиња со години наназад давал само такви растенија кои произведуваат мазни и зелени семиња, со другата генетски чиста линија, бидејќи другиот грашок со зелени и збрчкани семиња со години наназад давал само растенија кои што произведуваат зелени и збрчкани семиња, Мендел ги добил потомците од F1 или првата филијална генерација. Тој забележал дека сите потомци, односно сите новодобиени растенја со вкрстување на двата типа на растенја од паренталната генерација имаат мазни и зелени семиња. Од овој резултат Мендел добил заклучок дека всушност грашокот со зелени и мазни семиња носи само доминантни гени за форма, односно генот за мазна форма е доминантен, додека грашокот со зелени и збрчкани или набрани семиња носи само рецесивни гени за форма. Што значи тоа? Тоа значи дека во паренталната генерација грашокот со мазна форма на семе ќе дава гамети или полови клетки кои што ќе го содржат само доминантниот ген за форма, односно ќе произведува полови клетки само со доминантни гени за форма, додека грашокот со збрчкана или набрана форма на семе
ќе дава полови клетки или гамети кои што ќе го содржат само рецесивниот ген за форма. Затоа при вкрстување на овие гамети, при било какво вкрстување, во првата филијална генерација ќе се добива секогаш растение или ќе се добиваат секогаш потомци кои што ќе имаат по еден доминантен ген од едниот родител и еден рецесивен ген од другиот родител во поглед на формата на семето. Мендел го продолжил своето проучување или својот експеримент со тоа што ги собрал семињата од првата филијална генерација, ги насадил и потоа ги крстувал нив, односно ги опрашувал цветовите само од овие семиња кои што се добиени од првата филијална генерација. Со тоа Мендел добил растенија во така наречена втора филијална или втора F2 генерација. Сега резултатот бил поинаков. Кај F2 или втората филијална генерација, Мендел забележал појава и на растенија кои што даваат зелени и набрани семиња. Меѓутоа, тој ги собрал сите семиња од втората F2 генерација и ја споредил нивната бројност. Бројноста на мазните и зелени семиња била за 3 пати поголема од бројноста на набраните, односно збрчкани и зелени семиња. Ајде сега тоа да го образложиме со помош на диаграм или табела. Овде имаме еден диаграм кој што ќе го даде резултатот, односно добиените генетски комбинации во првата F1 филијална генерација. Рековме дека родителските растенија во паренталната генерација се чиста линија, од кои едното растение со мазни семиња ќе дава гамети кои што имаат само доминантен ген или само големо А во однос на формата на семето. Другото родителско растение, кое што има збрчкани или набрани семиња, ќе дава гамети само со рецесивен ген во поглед на формата на семето. Да почнеме со можните вкрстувања на гените во поглед на формата. Започнуваме со вкрстувањето на рецесивниот ген од вториот ред на колоната. Имаме мало А по големо А, секогаш се пишува доминантниот ген напред со голема буква. Значи, имаме големо со мало А, добивање на растение со мазно зелено семе кое што е хетерозигот во поглед на формата. Повторно, мало А со големо А, можно вкрстување, кога би се вкрстила гаметата со рецесивен ген, со друга гамета со доминантен ген, повторно би се добило хетерозиготно растение во поглед на формата. Ајде сега да видиме втората колона. Значи, имаме можно вкрстување на гамета со рецесивен ген, повторно со гамета со доминантен ген. Пак се добива хетерозиготно растение. Пак при можно вкрстување на гамета со рецесивен ген со гамета со доминантен ген, повторно се добива хетерозиготно растение во поглед на формата. Значи, сите можни комбинации на вкрстување на овие гамети даваат потомци
кои што се хетерозиготни во поглед на формата. Ајде сега да го видиме можното добивање на потомство во втората F2 филијална генерација, повторно со диаграм или со табела. Што гледаме? Од левата слика гледаме дека сите растенија се хетерозиготи и дека сите во поглед на формата носат по еден доминантен ген и еден рецесивен ген. Доминантниот ген го бележевме со големо А рецесивниот со мало А. Што значи тоа? Тоа значи дека секое од овие растенија наследило по еден доминантен ген од едниот родител и еден рецесивен ген од другиот родител. Секое од овие растенија ќе дава по два типа на полови клетки или два типа на гамети, од кои едниот тип ќе има доминантен ген за форма, за мазна форма, а другиот тип на гамети во поглед на формата ќе има рецесивен ген за набрана форма. Ајде да продолжиме со пополнување на вториот диаграм. Значи, било кое од овие растенија ќе дава гамета со големо А, доминантен ген за форма, и гамета со мало А, рецесивен ген за форма. Исто така и другото растение кое би го одбрале од F1 генерација ќе дава гамета со доминантен ген во поглед на форма и гамета со рецесивен ген во поглед на форма. Да започнеме со можните вкрстувања на овие гамети. Овие 4 квадрати што ни останаат натре даваат секој од нив по 25% можност за вкрстување и за добивање на потомство. Значи, секој квадрат означува по 1/4 или по 25% од вкупните 100% можни вкрстувања на овие гамети. Почнуваме со вкрстување на гаметите од првиот ред. Значи, имаме можно вкрстување на гамета со големо А и друга гамета со големо А. Се добива растение со два доминантни гени во поглед на формата. Ако имаме можно вкрстување на истата таа гамета со големо А или доминантен ген, со гамета со рецесивен ген или мало А, ќе се добие исто така растение кое што ќе има мазна форма. Меѓутоа имаме разлика. Првото растение кое што има две големи А или два доминантни гени е хомозиготно растение во поглед на доминантниот ген или се нарекува доминантен хомозигот. Второто растение исто така ќе има мазни семиња, но тоа содржи и доминантен ген, големо А, и рецесивен ген за формата, мало А. Затоа тоа растение се нарекува хетерозигот во поглед на гените за форма. Продолжуваме со вкрстувањето. Имаме можно вкрстување на гамета со рецесивен ген за форма, мало А, или со гамета со доминантен ген за форма, или со гамета со рецесивен ген. Ајде да го видиме резултатот. Мало А по големо А ќе дава, значи, хетерозиготно растение во поглед на формата на семето. Значи, тоа растение сега наследило доминантен ген од едниот родител и рецесивен ген од другиот родител. Во надворешниот изглед ќе има мазни зелени семиња, но тоа не е доминантен хомозигот, туку е хетерозигот.
Ако имаме можно вкрстување на гамета со рецесивен ген, со друга гамета или друга полова клетка со рецесивен ген, што се добива? Се добива растение кое што ги содржи двата рецесивни гени во погледна формата. Односно се добива растение кое што има зелени и набрани семиња. Ајде сега да ги видиме овие 4 квадрати со добиени резултати. Колку имаме можни растенија кои што би дале зелени и мазни семиња. Значи имаме 3 такви квадрати кои што даваат зелени и мазни семиња. Додека од 4 квадрати имаме само еден квадрат на растенија кои би се добиле со вкрстување на овие родителски растенија, а кои би дале зелени и набрани семиња. Тоа значи дека во поглед на надворешниот изглед или во поглед на фенотипските карактеристики во однос на формата, бројноста ќе биде 3:1 во корист на растенијата со мазни семиња. Или велиме дека во втората филијална генерација односот на мазни семиња наспроти набрани семиња е 3:1. Еве уште еден пример на монохибридно вкрстување за друга особина. Ово е пример за одредување на веројатност какво потомство ќе се добие во првата F1 филијална генерација. Овде имаме вкрстување на две хетерозиготни единки. Значи, паренталната генерација имаме вкрстување на две единки кои што се хетерозиготни во поглед на бојата на нивниот цвет. Прво прашање. Колкав процент од потомството во F1 генерацијата ќе има ист генотип како родителите? Од овој диаграм гледаме дека едниот хетерозиготен родител, означен со големо Б мало Б за бојата на цветот, дава две можни гамети или полови клетки, од кои едната полова клетка би носеле доминантен ген, а другиот тип на полови клетки би носеле рецесивен ген. Исто така и вториот родител е хетерозиготен во поглед на бојата на цветот, значи означен со големо Б, мало Б. И тој дава два типа на гамети во поглед на бојата на цветот, од кој едниот тип на гамети, машки или женски, независно, би носеле доминантен ген за боја на цветот, а другиот тип на гамети, пак машки или женски полови клетки, независно, би носеле рецесивен ген за боја на цветот. При вкрстувањето, при можните вкрстувања, имаме големо Б по големо Б се добива ББ големо, значи хомозигот во поглед на бојата. Големо Б по мало Б се добива големо мало Б, значи хетерозигот во поглед на бојата. Пак долу имаме мало Б по големо Б, пак ја имаме таа хетерозиготна комбинација, големо со мало Б. И мало Б по мало Б се добива хомозиготна рецесивна комбинација или се добива хомозигот со рецесивни гени. Сега, прашањето беше колкав процент од потомството во F1 генерацијата ќе има ист генотип како родителите. Гледаме дека сите 4 квадрати дават вкупно 100%
од сите можности. Колку квадрати имаме со големо Б и мало Б? Имаме еден и уште еден, тоа се 2 квадрати. Значи имаме 50% или 2 четвртини од сите 4 четвртинки ќе имаат ист генотип како родителите. Второто прашање. Колкав процент од потомството во F1 генерацијата ќе има ист фенотип, односно иста карактеристика која се пројавува во надворешниот изглед, а тоа е иста боја на цвет. Гледаме дека од сите 4 квадрати или од сите 4 четвртинки, 3 квадрати имаат исти фенотип, односно иста надворешна особина која што се пројавува во поглед на бојата на цветот. Тоа се 3 четвртинки, а бидејќи секој квадрат носи по 25% од вкупните 4 квадрати кои носат 100%, одговорот ќе биде 3 квадрати по 25%, тоа е 75%, или 3 четвртинки од сите 4 четвртинки во овој диаграм. Ученици, имате слична таква задача за домашна работа. Задачата гласи: одреди ја генотипската и фенотипската веројатност на потомството во првата F1 филијална генерација кај монохибридно вкрстување помеѓу хетерозиготна единка и хомозиготно рецесивна единка во поглед на бојата на цветот. Гледаме дека П или паренталната генерација имаме вкрстување на хетерозиготна големо Б, мало Б со хомозиготна рецесивна мало Б генерација. На вас останува да го пополните диаграмот, да прикажете какви гамети ќе дава хетерозиготот големо Б, мало Б, а какви гамети хомозиготот мало Б и да одговорите на прашањата. Првото прашање е: колкав процент од потомството во F1 генерацијата ќе има ист генотип како родителите? И второто прашање е: колкав процент од потомството во F1 генерацијата ќе има ист фенотип или исти надворешни особини како родителите? Пријатно учење, ученици, ви посакува професор Нетка Димовска од Основно општинско училиште Маршал Тито Струмица.